Добродојдовте во видео часот по предметот физика за 8 одделение, тема сили и движење, наставна единица колку можеш да поминеш за 10 секунди. Критериуми за успех. Можам правилно да користам различна опрема, хронометар и метарска трака, правам мерења со соодветна точност, можам да ги представам измерените вредности соодветно во табели, диаграми и со графикони, можам да изберам најдобар начин за да ги представам резултатите од извршените мерења. Механичко движење. Кога одиме, трчаме, скокаме, велиме дека се движиме. Се движат луѓето, животните, автомобилите, авионите, сонцето, месечината, целата природа е во постојано движење. И земјата се движи, но тоа не е лесно да се воочи. Како да утврдиме дали некое тело се движи? Да го погледнеме видеото. На видеото забележуваме автомобили кои се движат во однос на соседните згради или пак велиме се движат во однос на дрвата покрај патот. Па велиме дека промената на положбата на едно тело во однос на друго тело се нарекува механичко движење. Во случајот, автомобилот се движеше во однос на зградата или во однос на дрвото. Телото во однос на кое се определува движењето на друго тело се нарекува референтно тело. Во претходниот пример, референтни тела беа зградите и дрвата. И затоа во однос на зградите, односно дрвата, рековме дека автомобилите се движат, односно изведуваат механичко движење. Ако седиш во автобус што се движи, дали ти мируваш или се движиш? На ова прашање, што и да одговориме, и да и не, одговорот ќе ни биде точен. Зошто? Бидејќи не целосно прашањето. Ако го наблюдуваме, ја наблюдуваме нашата положба во однос на автобусот, тогаш ние се наоѓаме во мирување. Но нашата положба, ако ја наблюдуваме во однос на зградите, тогаш ние се наоѓаме во движење заедно со автобусот. Затоа велиме дека движењата и мирувањата во природата се релативни. Зборот релативно. Терминот релативност на движења најчесто се поврзува со научникот Алберт Ајнштајн. Но првиот научник кој се поврзува со поимот релативност на движењата е Галилео Галилеј. Зборот релативно во секојдневниот живот се користи кога сакаме да нагласиме дека она што го зборуваме е точно само под одредени околности. За разлика од зборот апсолутно, кога за нешто ќе речеме дека е апсолутно така, тоа значи дека не се менува во ниедни околности. Пример. Часот од 40 минути, кога наставникот врши повторување на материјалот, ни трае релативно долго, а додека 40 минути игра со другарите ни трае релативно кратко. На сликата е даден чамец кој што се движи во мирна вода. Ако го анализираме движењето, односно мирувањето на патникот во чамецот, тогаш велиме дека патникот се наоѓа во релативно мирување во однос на чамецот или во релативно движење во однос на дрвата на брегот.
патека, изминат пат, време. Патека уште се нарекува патна линија или траекторија, е линијата што ја опишува телото при своето движење, односно таа е линија која ги поврзува положбите на телото при движењето. Понекогаш траекторијата може да биде видлива линија, како кај скијачот, трагата на скијачот. Понатака, траекторијата е видлива линија за чамецот во мирната вода. Траекторијата е видлива кај млазниот авион. Кога пишуваме со молив на тетратката или со креда на таблата, тогаш траекторијата е видлива. Но траекторијата не е видлива, например, кога се движи топката во воздухот, односно ова е цртеж на изведба на слободно фрлање во кошарка. Според траекторијата, односно според обликот на траекторијата, движењата се делат на праволиниски и криволиниски. На првата слика е дадено праволиниско движење на капка вода при слободно паѓање, односно капки вода. А додека на втората слика е дадено движење на пчела. Од сликата се гледа дека движењето на пчелата е криволиниско. Изминат пат и време. Изминат пат се вика должината на патеката која изминува телото за некој временски интервал. Што значи временски интервал? Ако движењето започнало во 2 часот, а завршило во 2 часот и 30 минути, викаме дека движењето траело 30 минути. И тоа е временски интервал од 30 минути. Основна мерна единица во ЕСИ за изминат пат е метар, а за време секунда. Физичката величина пат најчесто се означува со мала латинска буква S, а физичката величина време со буквата T. Инструменти за мерење изминат пат се линијар и метарска трака, односно метро. И линијарот и метрото мерат до точност од 1 милиметар. Инструменти пак за мерење време се часовник и стоперка. Стоперката уште се нарекува и хронометар. Стоперката може да мери и 100-ти дел од секундата, односно дигиталната стоперка. Ке разгледаме пример на снимка кога Јусеин Болт го постигнува светскиот рекорд на 100 метри во спринт на светското првенство во атлетика 2009 година во Берлин. Видеото може да го видите на линкот. Ова беше видео снимка кога Јусеин Болт го постигна светскиот рекорд на 100 метри за 9,58 секунди. Како знаеме дека тој е најбрзиот? Податокот 9,58 секунди покажува време, а не брзина. Бидејќи истото растојание од 100 метри сите надпреварувачи го трчаа, а најбрз беше, односно за најкратко време го измина Јусеин Болт, викаме дека тој е најбрзиот. Значи, истото растојание го поминува за најкратко време. Експеримент. За време од 10 секунди колкав пат ќе измина? Измерените вредности да се представат табеларно преку диаграм и графички. Ево пример за мои измерени вредности. Начин на движење. Бавно одење, брзо одење, трчање, возење ролери, возење велосипед. Изминат пат при бавно одење 3 метри за 10 секунди, при брзо одење 10 метри, при трчање 15 метри, при возење ролери 20 метри, возење велосипед 30 метри. Мерењата представени на столбец диаграм изгледаат како на сликата.
Од диаграмот може да забележиме дека најголемо растојание сме поминале при возење велосипед, а најкратко бавно одење. И може да се увиди и колкаво растојание сме поминале при тоа. Може резултатите да се подредат и во пета диаграм. Од диаграмот се забележува дека при возење велосипед се поминува најдолго растојание. Исто резултатите може да се представат и преку графикон. И од графиконот може да се отчитуваат вредностите за изминатото растојание, односно за изминатиот пат. Колку можеш да поминеш за 10 секунди, ова е краток план на содржината, препишете го во тетрадката. Механичко движење се вика промената на положбата на едно тело во однос на друго тело. Референтно тело е телото во однос на кое се определува движењето на друго тело. Движењата, тоест мирувањата во природата се релативни. Патна линија, патека или траекторија е линијата што опишува телото при своето движење. Според обликот на патната линија, движењата се делат на праволиниски и криволиниски. Изминат пат се вика должината на патеката која ја изминува телото за некој временски интервал. Мерни инструменти за изминат пат се линијар и метро, а за време часовник и хронометар. Едно тело е побрзо од друго тело ако истиот пат го изминува за пократко време или пак за исто време изминува подолг пат. Движењата на телата може да ги представиме табеларно со диаграм и со графикон. Домашна работа. Мој предлог за домашна работа се следните активности. Првата активност е следна. Направи мерења колкав пат ќе поминеш за 10 секунди, а потоа за 20 секунди, ако се движиш бавно, брзаш, трчаш или возиш ролери или велосипед. Измерените вредности представи ги табеларно, преку стол без диаграм и графички. Втората активност. На табелата додади 2 колони со кои ќе ги внесеш количниците од изминатиот пат и времето за кој изминат патот при секој од мерењата. Ви благодарам за вниманието.